Кина вети дека ќе ги поддржи суштинските интереси на Москва, додека рускиот премиер Михаил Мишустин се среќава со кинеските премиер и председател во Пекинг. Сето ова додека Украина ги негира руските обвинувања дека стои за нападот со беспилотно летало во регионот Белгород во Русија и кога Кина го испрати својот специјален пратеник за евроазиски прашања во Европа да посредува во мировниот договор меѓу Москва и Киев. Кинескиот министер за надворешни работи повика на прекин на огнот. Се надеваме дека засегнатите страни во кризата можат да останат објективни и смирени и да вложат заеднички напори за рано прекинување на огнот, прекин на борбите и враќање на мирот. Но председателката на Долниот дом на парламентот на Чешката република Маркета Пекарова Адамова е скептична за мировниот план на Кина, велејќи за гласот на Америка дека војната не е завршена, додека Русија не ја врати целата окупирана територија на Украина. Окупацијата на територија е само можеби малку поинаков начин на војна. Значи, крајот на војната мора да биде кога навистина украинците ќе одлучат дека тоа е прифатливо под услови најдобри за нив. Во интервју за Гласот на Америка, советникот на Стейт Департментот Дерек Шоле ги поздрави разговорите на Кина со Украина, истакнувајќи дека Пекинг може да биде корисен во убедувањето на рускиот председател Владимир Путин да ја запре војната. Сепак, тој беше скептичен. Не видов многу за да сугерира дека тие се подготвени да го користат тоа влијание. И не видов многу за да сугерирам дека дури ако тие се подготвени да го користат влијанието, тоа ќе функционира за да го смени мислењето на Путин. Кинескиот пратеник Ли во наредниот период ќе оди во Русија. Исто така, министерот за надворешни работи на Украина Дмитро Кулеба ја посети Африка за дипломатски притисок да се спротивстави на влијанието на Русија на континентот.